Во сиромаштија и други несреќи во животот, вистинските пријатели се сигурно за совниште. Тие ги чуваат младите од зло, ги утешуваат, им помагаат на возрастните во нивните слабости и ги поттикнуваат тие кои се во добросостојба. Со оваа мисла на Аристотел ја започнуваме најновата приказна денес. Во денешно време другарството е вистинско богатство, посебно кога трае повеќе децении. Треба и да се негува, треба и да се почитуваме меѓусебно. Тие имаат многу слични ставови во животот, за што и детално ни раскажаа, а делат и исто име. Билјана Трендафилова и Билјана Санев се пример за вистинско пријателство кое датира од студентските денови. Со Биби се познаваме од студентските денови или речиси 3 децении од денеска. Се запознавме токму на правниот факултет каде што ги почнавме нашите студии. Спонтано, случајно, тоа пријателство го негуваме се до ден денеска, иако сме поминувале низ различни професионални предизвици, се дружиме искрено и силно. Отвореност, насмеаност, позитивност и искреност пред се. Секој пат некако се чувствувам многу комодно кога зборувам со Биби, без разлика дали за професионални или приватни ситуации. Знам да побарам мислење, да си дадам моje мислење кога ме прашува и кога не ме прашува за совет. Така да не можам да кажам кој беше тој момент, ама природно си доаѓаше пријателството некако. Си се развиваш и веројатно тек сега после 30 години сваќаме дека вау, мислам баш сме онака вистински пријатели. Инаку тој момент не ни размислуваш на тоа. Во ова динамично време, кога се појавуваме на протоколарни и семејни настани, понекогаш може да трпи пријателството. Мора да се најде време за искрен пријател, мора да се има време да се сослуша за различни животни ситуации и предизвици. Јас би рекла дека искрените и вистинските пријатели се ретки и скапоцени како дијамант, па затоа би им порачала и на сите млади да си го негуваат пријателството, да не се дружат само виртуелно, туку да најдат секогаш време да се видат со пријателката или пријателот на кафе, на разговор, да одат заедно на кино или театар, да не биде тоа само виртуелен разговор. Велат, спротивностите се привлекуваат, но во нивниот случај станува збор за личности кои имаат многу сличности. Генерално имаме слични ставови. Нели кој што вика спротивности се привлекуваат, кај нас баш е обратно. Ама тоа не значи дека не си даваме критички осврт кога мислиме нешто различно, ама генерално некако си одговараме во размислувањата, морам да кажам. Јас би рекла и двете, сакаме луѓе, сакаме да се смееме, сакаме да учиме, да се надградуваме и повеќе сме слични по темперамент, брзи, ефикасни во одлуките и во размислувањата, секако со помош на добар совет. Конфликтни ситуации немале, ниту некогаш биле во искушение да го прекинат другарството. И најбитно е некако немаме предрасуди една кон друга. Тоа е најбитно. Да се чувствува човек отворен, искрен и тоа што сака да си го каже, да си го сподели, да знаеш дека тука ќе остане, дека ќе добиеш искрен совет. Совет што би си го дала Биби на себе, би ми го дала и на мене. Знаете како, кога сте млад во тие студентски денови, сепак треба некоја енергија за да се развие доверба, другарство. Со Биби се знаеме пред се од градот, наш убав Скопје, ние сме овде и растени, образувани, тука создадовме и семејство и мислам дека тоа е енергија, меѓусебни исти размислувања или исти вредности, како што и таа рече пред малку, делиме исти професионални, семени вредности, имаме многу слични погледи кон животот. Во време кога постојат виртуелни и традиционални пријателства, еве каква порака ќе испратат тие. Генерално јас верувам комбинирано двете. Сега ние не можеме да го избегнеме овој виртуелен свет. Социјалните медиуми се присутни, па и ние сме си присутни со наши профили. Сакаме да се сликнеме, да се фотографираме, да споделиме некој настан на кој сме биле заедно. Така, нели, тој си постои social media world ке нас, но секако препораката е аутдор активности, значи да се дружат надвор, да излегуваат надвор, да испијат кафе надвор, да изедат некоја салатка надвор, концерти, филмови, театарот да се посетува, така да комбинација од двете. Едно без друго не може. И јас би им порачала на младите да си ги негуваат пријателствата, да се дружат, да наместо да си напишат некоја порака, да излезат, да се видат и да си споделат ставови. Како што реков денеска, навистина најнепроценливо богатство е да имаш вистински пријател.
Пријателствата се од витално значење за добросостојбата на човекот, но потребно е време да се развијат и не можат вештачки да се создаваат. Откако постои човекот, постојат и пријателите. Другарството е една од најубавите и најважните врски, која што е една од првите врски која што ги оформуваат сите личности, таа се базира на блискост, доверба и поддршка. Многу е важна, бидејќи преку другарството луѓето создаваат спомени, градат вредности, учат да бидат искрени, лојални, добри и е навистина врска преку која што се создаваат многу спомени. Тоа не доаѓа само по себе некако во смисла дека нешто ни е вродено. Не, го учиме. Тоа е велам дел од тие социјални интеракции кои за да развојот ни тече оптимално треба да бидат квалитетни интеракции. Од тука е битна таа едукација во смисла на тоа што значи да се биде другар, дека тоа е една двонасочна динамична релација во која влегуваме доброволно. Кога велам двонасочно, значи не може само јас да бидам нечија другарка ако таа друга страна не одговара на моите потреби, моите барања, значи мора да има една двонасочна размена и динамика. И посебно во денешно време кога имаме силно влијание на социјални медиуми што и овие нели во тој интернет простор кој што знаете како сериозно да ги загрози квалитетот на интеракциите лице в лице и исто така зголемување на оние состојби или ситуации на меѓуврсничко наследство многу рано кој што знае да се јави слично. Повеќе од многу нешта е важно другарството и важно е да се едуцираат, како што рековте, во сите образовни нивоа, за тоа како се градат тие интеракции, што тоа значи и што значи и зашто е важно да се вложува во него. Доктор Орхидеја Шурбановска во својата книга Другарството меѓу врсниците ја истражува оваа тема. Оваа книга всушност ги обработува психолошките аспекти, бидејќи наменета за студентите на психологија, оние на додипломски студии во рамки на еден нивен изборен предмет и всушност ги обработува и теоретските основи, како се анализира, нели како се може да се анализира другарството, ги разгледува и развојните фази на другарството, значи што значи другарство во раното детство, наспроти она што е во адолесценција или раната возрастна доба и подоцна. Исто така дава корисни насоки како може да се измери другарството, што значи другарството, кои се функциите на другарството, така што е нешто што навистина нормално сега најмногу треба на психолозите, така и пишувано за студентите на психологија, меѓутоа секако е четиво кој што може да го проучита, секој кој што е заинтересиран за овој аспект на тие социјални интеракции, бидејќи другарството само по себе е исклучително важно, посебно од аспект на тоа што може, доколку е квалитетна таа релација, да го поттикне и когнитивниот развој на децата, и социјемоционалниот, и моралниот развој. Многу истражувања покажуваат дека луѓето кои имаат пријатели живеат подолго и посреќно. Секако за нашето здравје не се добри сите видови на пријателства. Одредени истражувања дури и покажале дека лошите пријателски релации влијаеле на незадоволство, па дури и здравствени тегоби. Пријателствата се од витално значење за добросостојбата на човекот, но за да се развијат треба време, а и не можат вештачки да се создаваат. Пријателството за секој од нас е нешто најважно. Клучен фактор, еден од најзначајните за правилен социјален, емоционален, когнитивен развој и кај децата, но и кај нас возрастните. Прекрасно е да се има пријателство, тоа е едно чувство на припадност, некаде припаѓаме, нели? Сите ние не сме за сами, сакаме да припаднеме во некоја група. Пријателството е една од најсложените, но и најубавите врски кои ги градиме во животот. Може да помогне во надминување на проблемите што произлегуваат од социјалната дезориентација, незадоволството од одредени социјални организации или институции. Генерално, пријателите прават повеќе еден за друг, отколку оние што не се пријатели и кога носат одлуки за нивните интеракции. Тие ги имаат предвид конкретните грижи, потреби и желби на своите пријатели. А да се има вистински пријател, или што е вистинско пријателство, е богатство затоа што имаме емоционална поддршка, што е многу значајна за ментално здравје. Да имаш со кого да споделиш, нели, се што ти се случува, а воедно да не бидеш осудуван. Тоа е богатство. Да имаш среќните мигови да ги споделиш со некого, но да имаш и тагата да ја споделиш.
Кога говориме за вистинско пријателство, прво што ми текнува е дека ние некако сакаме постојано да споделуваме убави мигови и кога ќе ни споделат среќни мигови е во ред. Но во последно време искуството ми покажува дека кога некој споделува тага, некако бегаме. Не сакаме тоа да го слушнеме и тука веќе следи прашањето дали е тоа вистинско пријателство. Вистинско пријателство е поддршка и во тие тешки мигови. Од друга страна, вистинското пријателство е наша психолошка поддршка и огледало. Ние со другарите сме всушност си го наоѓаме својот идентитет, нели? Имаме поголема самодоверба, си поставуваме граници, да видиме какви сме надвор од семејството кога ќе влеземе во социјалниот круг. Пријател е човек пред кого можеш да бидеш тоа што си, а тој да те почитува каков и да си, без разлика на бојата на кожата, националност, вера, обичаи и слично. Другарите си ги знаат интересните моменти, а најдобрите другари ги имаат и преживеано со тебе. Да си има најдобар другар или другарка, значи да си има некој со кој што ќе можеме да ги споделиме убавите моменти, да имаме некој кој што ќе само ќе поминеме време со него, меѓутоа исто така да има некој со кој што ќе можеме да плачеме заедно, да му се пожалиме. Најважно е да имаме врска каде што и двете страни ќе бидат сослушани, и ќе даваш и ќе примаш љубов и разбирање и реципрочитет и еднаквост се едни од главните работи. Вистинскиот пријател е оној во кој се пронаоѓаш самиот себе. Добар другар ако ме слуша, ако ме почитува, од најмалите на вистина можеме многу да научиме. Вистински пријател, дефиниција има многу, меѓутоа искуствено не е оној што е секогаш тука до мене, туку што е со мене, за мене. Значи не мора да е до мене, нели? Некој со кого растам, ме почитува, ме поддржува, а лошиот пријател, ајде ако може да кажеме лош пријател, и сами знаете дека се чувствува. Ќе излеземе во друштво со некој пријател, мислиме дека е пријател, таа енергија не се крие. Значи самото тоа кафе што го пиеме и што едва чекаме да си одиме, нешто ни кажува. И одиме нели дома, исцрпени сме, немаме енергија, тоа веќе е знак да се преиспитаме. Треба да се има на ум дека другарувањето некогаш и не е баш лесна задача, бидејќи понекогаш може да се случи да имате спротивни мислења или преференции во некоја тема. Едниот има една желба или потреба, а другиот сосем друга. Тоа не значи дека треба да се карате или да престанете да се зборувате, бидејќи вашите желби или мислења не се поклопуваат. Најважно е взаемна почит, еднаквост и разбирање. Треба да сме тука за нашите пријатели и со така како што сакаме тие да се тука за нас, да разговараме со нив, да поминуваме време со нив, понекогаш доволно е само кога ќе оди пријателот во продавница да дојдам со него ако сака друштво. Кога станува збор за ставови, треба да го почитувате туѓото мислење и да го прифатите, што не значи дека мора да го промените своето. Другарството е значаен дел од нашите животи. Какви луѓе стануваат пријатели? Пријателството се раѓа од потребата да бидеме прифатени, да бидеме меѓу другите луѓе, да бидеме помеѓу нив и да бидеме разбрани. Тоа е основна потреба на луѓето, да припаѓаат некаде, да припаѓаат заедно со другите. Ние сме родени за да бидеме заедно со другите луѓе. Пријатели стануваат луѓето кои имаат слична емоционална резонанца, кои се разбираат помеѓу себе, кои имаат слични интереси, кои имаат слични вредности. Но не секогаш луѓето кои стануваат пријатели, не секогаш развиваат пријателство поради сличностите. Многу често и различностите, односно спротивностите, се надополнуваат во пријателството. Односно, многу е важно да развиваат врска која е искрена и која се потпира на разбирање и почит и тогаш да ги надополнуваат и вредностите нели кои сакаат да ги градат еден кај друг. Многу психолошки истражувања има околу другарството и пријателството и многу психолошки теории. Психолошките теории за пријателството кажуваат дека се потребни три основни работи: блискост, искреност и резилиентност. Тоа значи да се биде свој, без страв, без грижа, да не мора да се глуми и нели она заедничка обострана грижа да постои помеѓу пријателите.
Вака испоминавте зошто се важни пријателствата во нашите животи. Кои се придобивките на пријателствата за децата, за нивниот развој? Пријателството е основа за градење на емоционален и социјален развој кај децата. Основното нешто кое треба од мали нозе да се гради кај децата е да се гради блискост со другите деца. Односно, таа блискост најчесто се гради од домашните услови, односно од она што дома се случува и како родителите го водат детето. Пријателството во голем процент го спрема детето за иднината, односно за светот понатаму, како да се однесува, како да се справува со конфликти, како да ги изразува своите емоции и како да се чувствува со другите деца, односно како да се грижи за другиот човек. Многу истражувања исто така покажува дека децата кои имале барем еден близок пријател имаат поголема психолошка отпорност, помалку се анксиозни и имаат повисока самодоверба. Исто така многу важно е да се напомене дека самото пријателство е еден заштитен фактор кај детето за подоцна, кога има семејни проблеми или некои предизвици во училиште или со врсниците, многу полесно да се справи и да помине преку нив. Колку семејството има влијание врз пријателствата во детството? Самото семејство го гради пријателството кај своите деца. Ако родителите, односно самите родители се модел како децата да се однесуваат. Ако родителите имаат околу себе блиски пријатели со кои градат топли односи, со кои имаат почести средби, се однесуваат на начин кој е топол, полн со емпатија и искреност, и децата тогаш учат дека другарството, односно пријателството е и tekako важно. И на тој начин исто така се однесуваат спрема своите врсници. Ако во домот, ако родителите со луѓето не развиваат блиски контакти, се изолирани и повлечени и немаат пријателски односи со луѓето, тогаш децата разбираат дека пријателството воопшто не е важно, се изолираат, се повлекуваат и воопшто не создаваат врски со своите врсници. Секако мораме да напоменеме тука дека самите родители се модел од кој децата учат како да се однесуваат во иднина. Постои ли разлика се развива ли пријателството како што децата се развиваат и влегуваат во различни животни фази низ животот? Да, постои разлика со оглед на возраста. Например, од најмала возраст кај децата пријателството е ајде да се играме заедно. Понатаму во тинеџерството пријателството навлегува во онај момент на интимност, односно поголема блискост, градење на доверба помеѓу нив и споделување на тајни, она најголема потреба помеѓу тинеџерите. Понатаму во возрастната доба кога навлегуваме во градење на личноста, во семејни води, пријателствата се малку поретки, но многу подлабоки. Се подпираат на вредности, односно сето она кое нас ни го полни срцето, ние таму одиме и со тие луѓе се спријателуваме, односно со тие луѓе го поминуваме времето, затоа што времето ни е пократко и енергијата ја трошиме токму на тие моменти. При што во подоцнежната возраст, кај постарите луѓе, пријателството може да изгради една емоционална поврзаност со оглед на тоа дека во подоцнежната возраст се губат некои врски кај постарите луѓе, дали работа, дали го губат партнерот, и потребата од емоционална поврзаност е многу важна и потребна. Би сакала да го споменеме и оној дел, постои ли разлика помеѓу машките пријателства и женските пријателства? Да, постои разлика, не е тоа некоја многу голема разлика, но женските развиваат пријателство уште од најмала возраст, девојчињата, преку зборување и ја даваат поддршката преку зборување, а машките преку дејствување. Оно што е интересно да се напомене дека кај девојчињата или кај жените повеќе е развиена емпатијата и комуникацијата помеѓу пријателствата, а кај машките врз основа на заедничките интереси, односно помагање веднаш преку дејство, односно преку акција, но не мора да значи пријателството не се мери со пол, квалитетот на пријателството, туку се мери колку имаат личностите способност за емпатија и искреност.
Постои ли пријателство помеѓу маж и жена, помеѓу момче и девојче? Ова е најчесто поставуваното прашање. Може да постои пријателство и тоа многу длабоко, искрено, отворено пријателство, но зависи од емоционалната зрелост кај сопружниците, да ги напоменеме, сопружниците или партнерите, и емоционалната јасност на самата врска. Ако сопружниците не делат исти чувства, односно чувството кое го има едниот не е исто така силно или е помало, или е затворено, или не е искажано према другата личност, тогаш и пријателството се доведува до проблеми, затоа што искреноста е намалена, искреноста е основен предуслов да се гради пријателство. Но сепак, помеѓу маж и жена, пријателството може да биде многу длабоко, иако се заљубени, иако се нели во партнерска врска, бидејќи се надополнуваат многу вредности, многу работи кои се важни и за пријателството, и за љубовната врска, ако сето тоа се потпира на искреност и почит. Што го карактеризира квалитетното пријателство? Квалитетното или добро пријателство карактеризира пред се да бидеме своји, без страв и без да се срамиме, да можеме да бидеме онакви какви што сме пред другите луѓе. Од друга страна да доживееме разбирање од другата страна и да бидеме слушнати. Тоа е основна потреба на секој еден човек. Исто така многу важно нешто за квалитетот на пријателството е кога ќе имаме проблеми, кога ни е тешко, да знаеме дека можеме да се потпреме на некого кој ќе не поддржи, ќе биде тука за нас, а нема да ни суди. Дали пријателството е на доброволна основа? Ги бираме сами пријателите или тие не бираат нас? Има многу интересни факти врз основа на ова, дали пријателството е на доброволна основа денес, и како можеме да го споредиме со пријателството порано, колку многу било на доброволна основа. Доброволноста е основен предуслов за да имаме пријателство. Самиот збор кажува добра волја да бидеме со некого, односно најголемата придобивка е јас сакам да бидам со личноста со која сум во моментов и ми е убаво да бидам со неа. Не сум врзана, немам одговорности, не сум приморана. Кога веќе имаме притисок, обврзување, очекување, тогаш тоа се нарекува социјален договор. Тоа веќе не е пријателство. Би сакала да го споменеме оној значаен момент од нашите животи, живееме во дигитално време. Дали онлайн пријателството може да биде вистинско пријателство? Може да биде вистинско пријателство ако се потпира на отворена, емпатична и искрена комуникација. Морам да напоменам од нашите искуства, мојата работа со деца, со тинеџери и млади, дека онлайн пријателството е само една потреба за блискост, ама многу нереална. Бидејќи се плашат од комуникацијата надвор, од пријателство со поголема блискост, реагираат на тој начин да пишуваат, да створат пријателство на начин преку социјални мрежи, но тоа е нереална слика. Најчесто нереална слика. Создаваат илузија за блискост. Тоа е многу запрепастувачки денес да го напоменеме како пријателство, иако имаат многу голема потреба на вистина да функционираат како пријатели. Но стравот од другите, стравот да бидат повредени, многу повеќе ги оддалечува од она реална комуникација во пријателството која треба да постои. Може, има одлични онлайн пријателства, подоцна преминуваат во одлични блискости, одлична комуникација, но она што го гледаме денес е веќе некоја илузија на реално пријателство. Што се случува кога пријателството ќе прекине? Кога пријателството ќе прекине, боли. Боли многу почесто и од љубовна врска, затоа што всушност ние во пријателството, кога ќе прекине пријателството, губиме личност, губиме човек. Личност кој бил дел од нашата историја, дел од нашите таги, радости, све споделувале тајни и многу работи знае за нас. Ние сме биле со личноста, сме ги споделувале моментите кои ни биле и тешки и убави. И веќе тогаш ние губиме личност и тоа е многу поголема загуба од било која загуба. Но имаме психолошка загуба, што е многу потешка. Луѓето кои
ги губат пријателите, запаѓаат во осаменост, губат доверба во другите луѓе и се изолираат. Тоа е многу поголема загуба за луѓето и подоцна многу потешко нели создаваат идни пријателства. И за крај, дали бројот на пријателите влијае врз квалитетот на пријателските врски? Бројот на пријателствата не е толку многу битен, колку што е битен начинот на кој ние ги создаваме тие пријателства како личности. Ние ако сме искрени, отворени и сакаме да бидеме со тие луѓе, колку повеќе луѓе околу нас како пријатели, толку подобри, толку поквалитетно пријателство, толку повеќе го шириме. Но секако квалитетот на пријателството зависи од способноста на самата личност да гради емпатија, искреност и разбирање со луѓето. Сузана Мицева е инспиративна поетеса, чиј творечки свет е исполнет со топлина, искреност и човечност. Во своите песни таа често ја воспева силата на другарството, како темел на разбирањето, заедништвото и љубовта меѓу луѓето. Низ нејзините стихови се чувствува порака дека пријателството не е само збор, туку вистинска сила што не држи заедно и не прави подобри. Во ова брзо, незауздано време би рекла, кога човекот е втурнат во постојан метеж, честопати е распнат од многу погрешни односи и површни односи би рекла во сите сфери на професионалниот и социјалниот живот. И токму во такви услови искреното другарство представува стабилна точка во сечеј живот. Тоа е поддршка, радост, храброст и сила кои што ни се насушни за да продолжиме понатаму, да се бориме со секојдневието. Другарството е една од најважните теми и во литературата за деца, сеедно дали зборуваме за проза или поезија, смета поетесата Мицева. Таа додава дека литературата може да ја подвлече важноста на улогата на пријателството во нашите животи. Децата мора да научат кој е нивниот пријател. Да се биде добар другар значи да се биде човечен, сочувствителен и верен. Во едно вистинско другарство сметам дека нема место за несигурност, за претворање, за калкулации, а другарството би требало да биде целосна слобода. Да бидеш она што си без страв дека нема да бидеш прифатен, туку напротив, дека си добре дојден со сите своји доблести и со сите нешта што те дефинираат како личност. Другарството мора да е една сигурна зона, каде што не само што ќе бидеме слободни да сме личноста која што сме, туку ќе бидеме подобри од што сме биле пред тоа другарство, затоа што другарството треба да не предизвикува да раснеме како луѓе. Во нејзините песни другарството е повеќе од тема. Тоа е мост меѓу луѓето, светлина што не води и потсетник дека заедно сме посилни. Пријателството представува социјална врска која што уште од најмали нозе децата треба да ја изградат, поточно тука се родителите, воспитувачите и наставниците кои што треба да помогнат да се изгради таа врска. Таа помага за развојот на емоционалниот развој, поточно социјализацијата, етиката, моралот кои што се многу битни во иднина за децата кога ќе станат возрастни. Има истражување за Данска, која од 1973 година се смета за најсреќна држава, поточно луѓето кои што живеат таму, или е на првото место до сега, или во првите топ 3 места, што навистина представуваат 50 и неколку години, што е доста многу. Па една од причините зошто се сметаат за најсреќни луѓе данците, поради тоа што ги одржуваат на вистински начин зрело врските со пријателите. Сите пријатели кои што ги имаме во различни фази од животот, нас ни остануваат позитивен белег за тој дел од животот. Тие што ни се од детството ни будат носталгија, убави спомени, додека пак оние кои што ни се на повозрастни години повеќе се пријатели, да имаме заеднички интерес без разлика дали за напредок, заеднички кариера, работа, семејство или слично. Сите тие разлики
треба позитивно да ги гледаме. Еден од друг можеме многу да учиме. Верата од која држава доаѓаме, буквално само еден дел од нашиот идентитет, меѓутоа ако си човек, тоа значи карактерот, она што внатре го имаме и тоа што од мали години треба децата да ги воспитуваме. Аз како педагог, како деленски наставник, стварно се вложувам многу во децата, бидејќи затоа и кажуваме дека е воспитно-образовен систем, а не само образовен, и треба сите наставници, педагози, па дури и тренери, каде што децата често и одат на тренинг, да сме пример, бидејќи децата се копија на тие модели, тие примери што се од општеството, односно возрастните. Така што иднината на децата и на општеството зависи од возрастните, каков модел ќе бидат за децата кои што се во нивна близина. Мислам дека вредностите се тој темел што треба да го имаме заеднички за да бидеме пријатели, меѓутоа целите кон што ние целиме, дали успех, дали сакаме семејство или да одиме кон кариера, мислам дека е сепак индивидуално и во ред е да се поддржуваме, колку и да не се согласувам со изборот на пријателот, сепак во ред е да го поддржувам доколку е тоа во ред. Дали онлайн другарството е вистинско другарство? Ова е предизвикот кој што го истражуваме денес во приказна. Другарството стекнато во детството го поттикнува себе почитувањето, што позитивно влијае врз ставот кон романтичната врска и кон семејството во зрелата возраст. Овие врски имаат клучна улога кај децата за развојот, за нивниот развој, учат како да делат преку врските, како да комуницираат, учат како да соработуваат, да разберат тугата перспектива, да се стават, што би се рекло, во тоѓоловки, градат емпатија и во главном ги земаат сите вредности покрај родителите и од нивните врсници и пријатели. Секој другарски однос има и позитивни и негативни особини. Пријателствата имаат позитивни ефекти врз децата, како што се развивање на самодовербата, социјалното однесување, развивање на нивната способност да се справат со стресовите, развивање на лојалноста и интимноста. Другарството е важно со векови, тоа не е некој сега нов феномен, па посебно да е сега важно и зависно од возрастниот период во животот, различни нешта ни требаат од тие што не се другари или пријатели, така што да, тоа е секогаш важно и од секогаш било важно. Практично, колку порано се постави добра база и добри квалитетни релации во тие социјални врснички интеракции, толку подобро детето ќе се развива севкупно во животот, бидејќи посебно да речеме во адолесценцијата, која доминираат тие врснички интеракции, таа социјализација тече токму преку врсниците. Суштински е важно да се припаѓа на врсничка група, да имаме другари со кои што ќе споделиме размислувања, ставови, чувства. Првите пријателства ги склопуваме уште во градинка, а потоа следуваат училиштето, студиите, обуката за работа. Луѓето не престануваат да склопуваат пријателства ниту подоцна во својот живот. Пријателските односи кои се засновани на доброволна база и не се предодредени со крвните врски, често можат да бидат подсврсти од семејните односи. Секако дека многу придобивки имаме од долготрајно пријателство, но не можеме да ги занемариме и овие брзите пријателства, ако може да ги кажам. Таа енергија што ќе почувствуваме, тоа е тоа. А колку повеќе пријатели, но вистински квалитетни, толку сме побогати. А зошто е тоа така? Еве, Наташа, ќе излеземе со вистински пријатели и сами по себе знаеме, со нив се смееме. Нели, вистинското пријателство носи среќа, смеа, а со тоа се лачи хормонот серотонин, окситоцин, нели, хормон на среќа, на чувство, на припадност, и тоа е многу убаво. Значи да си во друштво расположен и има многу придобивки токму од вистинското пријателство. Денес сите живееме во брз ритам, поради што и често трпи времето кое ни е потребно за пријателите и дружењето со нив. Ова брзо темпо и овој начин на живот навистина води точно кон тоа, некако се дистанцираме едни од други, трпи пријателството. Но сепак ние како разумни, како возрастни, прво за себе, а потоа пример за децата, треба да покажеме дека вистинското пријателство не е дека треба да сме постојано и секој ден.
Можеме со мали гестови да негуваме некое пријателство, нели? Да се слушнеме, кафе, нека е краткотрајно, да споделиме нешто, сепак тоа навистина многу значи. Другарувањето е врска која што бара вложувања од двете страни. Квалитетното пријателство нема цена. Да излезеш, да споделиш со некого, да те почитува, но мора да дадеме насоки на сите што не слушаат и на нас дека за да имаме квалитетен пријател, мора и ние да бидеме квалитетен пријател. Конфликтите помеѓу пријателите на многу начини се разликуваат од конфликтите помеѓу другите врсници, затоа што врската помеѓу пријателите е поинтимна отколку помеѓу врсниците. Конфликтите се едни од главните работи кои што се природни, е неизбежно да се случат во било која врска, така и во другарството. Тоа не е нешто лошо, најчесто после конфликтот, доколку се разговара и посилно другарството, се случуваат недоразбирање, од различни ставови, мислења, меѓутоа дури само доколку има лош ден едниот може да се случи конфликт. За да се смириме, најважно е да ја слушаме другата страна, да видиме нивната перспектива, да се соработуваме, да разговараме и секако има моменти каде што и тоа треба да почека, односно да му дадеме малку простор на нашиот пријател со кој што сме се скарале. Телефонската линија Ало Бушавко открива дека на различна возраст децата препознаваат различни проблеми кои ги напаѓаат пријателските релации. Тоа многу зависи од различните возрасти на кои што се децата. Кога ќе сават најмалите деца, најчесто се јавува за проблеми кои што реално од наша перспектива не се толку страшни. Децата ќе се скараат за не ме го дадам боливот во училиште и ме удри, не ме сака. Меѓутоа, овие конфликти за нив се важни, за нив се нешто кое што не е милливо и сакаат да разговараат со некој. Во тие ситуации даваме да се изразат, да кажат зашто мислат дека тие се во право, зашто другарчето направило како што направило. И на крај им кажуваме, можеш да се обидеш да му простиш, да зборувате со другарчето. И најчесто тој разговор завршува со фала Бушавко, сега ќе одам да се смирам со другарката, не е толку лоша како што мислев. Конфликтите не ги обременуваат само децата, туку и пријателствата на возрастните. Кога имаме спротиставувања или спротиставени ставови и мислења со другарот, тоа не значи дека тоа не е квалитетно пријателство, напротив. Тоа е нешто што ја гради довербата и тоа не значи дека тоа пријателство треба да престане. Тоа е раст. Не можеме да бараме пријателот да е моја копија. И не треба. Токму тие различности, што се многу значајни, не носат кон раст и развој. Најважно е, за да остане тоа квалитетно пријателство, е комуникацијата. Како ние ќе одговориме на сите тие разлики меѓу нас. Не да го прекинеме, пријателството е богатство. Конфликтот не значи дека е крај на нешто, туку наспроти раст. И на мене и на пријателот мој. Пред да поминеме кон решавање на конфликт, мора да знаеме дека конфликтот е дел од секојдневието, во секоја релација, во секоја и партнерска релација и пријателство. Најважно е, секогаш споделувам и со моите клиенти, особено со младите, кои што се уште трагаат по оние здрави релации, дека конфликтот е добродојден, но ние треба да влеземе и од него со колаборативен начин да го решиме. Всушност, наоѓаме заедничко решение. И тука знам да дадам често насоки. Прво, што е најважно, кога ќе се појави конфликтна ситуација, седни и смири се. Во лутина и во бес, некако многу избрзани одлуки носиме, за кои што подоцна знаеме и да се покаеме. Второ, за да се реши конфликт во било која релација, е да слушаме. Имам впечаток дека се помалку слушаме. Некако кога сакаме да дојдеме до нашиот одговор дека е вистинет, газиме се. А пријателството не е тоа. Да се фокусираме на проблемот, не е надпревар кој е подобар, јас или пријателот, нели? Туку да најдеме што е заедничко и да не одиме со она ти го направи тоа, ти сгреши, туку одиме со реченици баш познати психолошки со јас. Да ги кажам моите емоции, јас се чувствував навредено, да најдеме решение. И секако дека треба и да попуштиме. Да се даде шанса кој е вистинско пријателство, таа лутина и без што ја носиме, прво нас ни штети, а пријателството заслужува шанса. Дигиталното време не исправа и пред еден друг предизвик денес. Дали онлайн другарството е вистинско другарство?
Онлайн другарството е доста нова работа и исто така има свои предности. Например, во онлайн другарството можеме да сме пријатели со некој од различна култура од нас, може да некој далеко, тие односи без интернетот не се возможни да се воспоставуваат. Децата кои што имаат онлайн пријатели полесно ги префаќаат другите култури, што е доста бонус во ова општество каде што се повеќе имаме мешање на културите. Меѓутоа сепак таа блискост која што може да се постави во лице в лице поминување на време заедно не може да се замени со онлайн пријателството, иако сепак тие се исто така важни. Под виртуелно другарство мислиме на вид на другарство кое што се случува на интернет и кое ретко или никогаш не се комбинира со интеракција во вистинскиот живот. Па овие нови генерации, пак ќе кажам, имаат и некои предности, меѓутоа јас лично сум за традиционалното пријателство и комуникација. Ајде да ги земеме и позитивните работи од онлайн пријателството, затоа што знам дека се позачестено е. Таа комуникација со роднини, пријатели што се надвор подалеку, навистина е одлично да можеме да искомуницираме со нив. Понатаму онлайн пријателството и комуникација е добро за интровертните личности. Позатворени, па не можат убаво да се изразат и навистина за нив е во ред. Меѓутоа има нешто по што треба да ставиме акцент, ризикот. Ние не знаеме кога комуницираме со некој непознат, кој стои за тоа. И особено треба да сме внимателни и за себе, повторно ќе кажам, за нашите деца. Традиционалното другарство, спротивно од тоа, е другарство кое значајно ја вклучува интеракцијата во реалниот живот и очекуваме дека само на тој начин другарството може да биде вистинско и да се квалификува со морални вредности. Пријателствата не расположуваат, не одржуваат во позитивна благосостојба и ни го прават животот поубав. Со ова го завршуваме денешново издание на Приказна. Довидување и ширите ги вашите пријателства.